Има некои работи кои не треба да ви се кажат. Едноставно се чувствуваат. Истанбул 2 дена пред Нова година. Улиците на најголемиот турски град се преполни со полиција. Во воздухот лебди некое предчувство дека можеби нешто лошо ќе се случи. Само кратка прошетка низ историскиот дел на градот, по близината на Топкапи, на плоштадот Султан Ахмет, е доволна да се почувствува дека нешто можеби се подготвува, нешто лошо. Проблем за полицијата и присуството на новинарите. Кога не видоа дека снимаме, ни придоа и веднаш ни наредија да исклучиме камерата, затоа што ќе имало, како што ни рекоа, проблеми. Da profesyonel problem. Profesyonel çekim problem. Ya. Tamam. Okey ama makine profesyonel. Ya. И покрај тоа што нема некоја специјално организирана новогодишна прослава, сепак има раздвиженост на странски туристи, пред се ги забележавме во групи, поразговаравме неформално со нив и ни кажаа дека сите тие сакаат да стигнат до плоштадот Таксим и таму знаеме дека е најголемата концентрација на дискотеки, ресторани и кафичи, дека таму сакаат да ја проследат, да ја дочекаат новата година. На жителите на Истанбул и не име до славење. По се изгледа и на власта. Имаа многу тешка година. Многу терористички напади, голем број жртви и еден неуспешен воен удар, во кој само за неколку часа 290 луѓе го изгубија животот, а повеќе од 1400 беа ранети. Овие настани оставија длабока рана во турското општество. Така и си ги објаснуваме бројните полициски раци кои се прават на дневна основа. Турските власти добили информација дека терористите се обидат токму за Нова година да изведат напад. Набрзо пристигна и веста дека во Анкара се уапсени десетмина борци на исламската држава, за кои имало докази дека спремаат напад. Безбедноста е крената на највисоко можно ниво. Три часа пред Нова година решивме да го посетиме најфреквентното место во Истанбул, плоштадот Таксим. Комплетна полициска блокада. Вака наедноставно се објаснува призорот кој го видовме. Повеќе полицајци од цивили, туристи речиси да нема. Моментално се наоѓаме на плоштадот Таксим, местото каде што требаше да биде единствената не прослава, туку одбележување на новата година. Ова што го гледате во моментот што ви го пренесува снимателот, ја не сум го видел досега. Значи целиот плоштад е буквално под полициска опсада. Повеќе има полицајци него граѓани што дојдоа тука да ја прослават новата година. Може да покаже снимателот неговата десна страна, целиот плоштад е буквално се опколен со полиција, има дури и оклопни возила, брза помош. Ова предпоставувам дека се меркиш и имајќи во предвид дека Турција изминативе недели, целата измината 2016 година беше мета на терористички напади. Меѓутоа, ова што се случува вечера во Истанбул е навистина личи безмалку како да се спрема и полициски час. Најавите што стигна дека се апсат припадници на исламска држава кои што планираат терористички напади токму за оваа вечерта за Нова година, дополнително ја подигна степенот на безбедност. Интересно беше и дека пред самиот физички влез на плоштадот Таксим има поставено полициски барикади каде што секој оној кој што сака да влезе тука да ја дочека новата година беше физички претресуван. Покрај тоа што навидо мислеле дека полицијата држи ситуацијата под контрола, не помина многу време и се случи тоа од што сите стравуваа.
Kullanmış silahlar. Bu abi bu. Ben bunu silah sıkarken gördüm abi. Efendim abi. На само 150 метри од полициска станица терорист успеа да влезе во елитниот ноќен клуб Рейна и да направи вистински масакар. Масакар буквално под мостот што ги поврзува Европа и Азија. 10-минутен пекол. Епилог 39 мртви, 69 ранети. Дел од посетителите во обид да се спасат скокаат во леденото море. Полицијата за брзо време пристигнува. Луѓето од морето се извлекуваа со чамци. Терористот хладнокрвно успеа да избега. Ben bunu silah sıkarken gördüm abi. Efendim abi. 1 јануари, по неколку дена доште снег, конечно сончево утро во Истанбул. И покрај тоа што после 3 дена во Истанбул изгреа сонце, тоа не изгреа за 39 луѓе кои вчера го изгубија животот во клубот Рейна во областа Бешикташ во европскиот дел на Истанбул. Градот како се уште да не е свесен што му се случи. Тргнавме кон Рейна. Во Бешикташ поминавме покрај стадионот веднаш до местото каде што пред само неколку недели се случи друг терористички напад. Улицата пред клубот е блокирана. Голем број новинари и уште поголем полицајци. За неколку часа ни дозволија да го снимиме клубот. Последните информации говорат дека од тие што се ранети, 4 луѓе се во критична состојба. Она што е најсимптоматично или уште што е нејасно како успеа напаѓачот да избега од полицијата. Се појави и видео снимките на кои што се гледа дека како тој влегува со автоматска пушка во клубов што го гледате прекријан со плава церада, тој е практично влезот на клубот, притоа пукајки во полицаец кој бил пред клубот, во обезбедувањето, убивајки ги и потоа непречен од никој влегува внатре во клубот и го извршува практично оној масакар, пошто и покрај огромното полициско обезбедување успеа да избега. Доколку мета на тој напад е војската или полицијата, тогаш најверојатно позади тој напад стојат курдите. Меѓутоа, додека цел или мета на овие терористички напади се цивили, тогаш сосема е известно дека Исламската држава е организатор и претпоставувам и нарачател на овој терористички напад. Историјата како да се повтори. Новата година започна како што старата заврши. Председателот Ердоган веднаш по нападот кажа дека против тероризмот ќе се борат до крај. Државата веќе троши огромни суми на пари за армијата и полицијата, а приходите, особено од туризмот, значително опаѓаат. Токму тоа и највеќе ги загрижува граѓаните. Вела дека повеќе не се го препознаваат градот како место на милиони стекни туристи. Но јас не знам што сакаат тие од нас, без оглед која религија сме, која раса ние овде живееме во Истанбул. Ова е голем град и голема земја. Скоро 22 милиони живеат овде. Така што не знам, некој изгледа на вистина не сака да бидеме стрекни и безбедни, но животот продолжува понатаму. Се надевам наскоро ќе бидеме безбедни и полицијата ќе се погрижи за тоа. Голем број хотелиери решија токму за оваа нова година цените да ги намалат и до 60%, за да дојдат што повеќе странски туристи. Знаат дека нападот дополнително ќе им го отежне бизнисот. Веруваат дека овој хорор за нив, но и за цела Турција набрзо ќе заврши. Се надеваат дека нивниот град повторно ќе биде мека за милиони туристи кои безгрижно ќе уживаат во Истанбул. Градот кој директно и символички ги поврзува Азија и Европа. Tamam bir saniye arkadaşlar bir saniye müsaade et. Müsaade et bir saniye. Lütfen işimizi yapalım abi. Tamam.